поддржано од Simplex. Втора епизода Брчиме со Дуле и Кумбето. Денес ќе се изнабрчиме, оти денес имаме за мене ексклузивни гости. Може и Кумбето да ви кажи кои се, вие ќе ги знаете, ама За мене многу драги гости со кои имам пораснато. секс, дрога, рок-н-рол, без дрога. Ете така. Сашо и Симс Паркети, луѓето со кои мислам дека голем дел од генерација пораснавме. Па едно 6-7 генерации сигурно. Да, и ми е мило што ги гледав во сосема друго време, кога немаше интернет и никој немавме пристап до социјални нештата мрежи, кои беа а и поавтентични. денес, да, ако живееме веќе во модерно време, тие уште си фурат и не само што не се откажуваат, туку Исто знаат да свират. Исто знам. Исто свират тогаш и сега. Сашо не старе пример. Не старе. Не, види ја брчки има. Шпиртозан велат старите, види го истелко од порано. Оти бричен и фарбан затоа. А сега тазај си за емисија или не? Ами не, мора малце, не ме личи со бради, иначе радо би пуштал брада онака да не се мачам, многу ми е досадно се бричам, ама не Ама личи. си даш недавата се причам, ти сум трчај, сопни се. Добре, јас немам многу, ама така. А што е како да речам сега најпредставителен во бендо најнапред, убоje што си цело време Восочен да не речем. Восочен. А Симсот веќе е почнува личи на мајка му многу. Ќе ме Симпсон, мажала. ќе ме почува. Симс, јас те 2 кила плюс, да. Ама колку плюс, јас те вака визијата за тебе секогаш ми си више слабичок, така висок слабичок, сега нешто. Од друга години ста немам поќе 20 години се разбираш. Немаш. 30 некој имам сега така да. И посмирен живот. 30 некој. Животот поводен. Тогаш поќе се онакваше. Знаеш колку ми е кеф што дојдовте, од вие сега брзо имавте 30 години јубилеј Од албумот првиот. од првиот албум. Како поминавте Првиот албум рако? која година беше? Види се, ние 96. значи како беше приказан со првиот албум Симсо сами на војска, Не, 94-та, не 96-та. што 95-та го снимавме Симс војска ти А беше. 91 мислам дека почна. 96-та го извадиле, ама Да, како беше, 95-та. ние го снимавме 95-та, друг беше тој војска, правевме проби таму во Левење на викендица на Славе, па не знам, секаде и го снимив на есента 95-та, значи тогаш се напишани кафеави џуџина, едно млеко, тие намилна цоци, тие најките песни Либен Вир, се 95-та, ама никој не го извадаше, ојдовме кај Перо Камиказа во Скопје, тогаш беше, усвари, не прво ојдовме кај го се викаше, беше почина сега, Кој? на студени нот за менаџеро. Тоше по Симонов, да. Тоше Попсимонов, Дома кај него, Тоше да. Попсимонов, тој беше како главен. И мојдовне дом, звониме наврат, излева Тоше. И вика, не види интересни, тош бевме најфаци, онака бевме 95-та сите лепотани. И не викна долу во студиото, му авече сокче оне и тој не препорача кај Перо Камиказа, кој беше директор на МТВ. И ојдовне во кај Тоше Попсимонов, кај Перо Камиказа по она, ама тие не ни издаде, значи 95-та. И затоа уствари 95-та не се издаде и на крај јас зедов од кумот мој во Скопје пари, и отпечелам касети и ги продав онде кај Домот на културата на едно зелено масиче така како ораше. Така, Си клава со чаршавче и по 100 денари иде вака знам куфа сите касети. И да пример продав 200 тука касети, па со тие пари му ги вратив на кумот тие Шум Борџев и уште 200 направив. И така 400 примероци први И албум. сега после 30 години уште партизански. Уште И партизански стига да, така. пред, да, плакати лепевме. Плакати сави си Па тоа лепе. беше малци за реклама, да не слика да ме Да. плакати лепат за... Абе не беше се без реклама, разлика, немаше кој да лепи. Не, видиш ти лепевме, да, после другата вече пак лепевме ние сами, да. И да не ве сликат пак Да, веќе. пак ќе лепевме, да. И така, значи свирката беше убава, дарко уметно. Посетена. Значи посетена Посетена. свирка, значи имаше околу 600 и нешто карти продаени, плюс може 200 карти си дадовме, така да на 250 денари во ракометно без Види, знаеш, спонзори, тоа да, беше за нас онака голем успех. Тоа е, са можевме да имаме на пример уште 2000 евра спонзори да клајме ува рампа со осветлења, Така. со сите работи, со тиста работи, видео бимои. Искрено да ти кажам, тие луѓе сите што ви беа на концерт дојдени, не очекуваа, туку не беа дојдени за да има ламби, беа дојдени да ве видат вас. Оти вие си го задржавте стилот од кој сте почнати. Слушај, значи докај, значи ти 2,5 сати држевме внимание без ништо. Да, Океј, да. значи 2,5 сати Не ти без го си ништо. поминај. И пусто, да, ти Само дојде ние, само, само да. нашата енергија. Знаеш, оти многу е полесно ти кога имаш
така како ко свиревме, не знам, са на едно во Охрид таму на стадионот, не знам како. Да, пак во Со не знам што со 300 осветење, знаеш, полесно е ова, знаеш, вака беше, значи тој да го изваиш ти тоа да си 2 сати интересен со без ништо, така да. Иначе ми најбеа тие никога директно поштовање ќе дојдеме. Не, тие беа таму да дојдат. Да си помина туго, да си помина убаво. Точно. Ни поштовање ни ништо, и си да си платија карта. Да, Па тоа е и поштованието да си плати карта. Да. Мора еднаш да И ги го спомина, научиме битолчани да прекинат со гратисите и со звонење 10 телефони, за да влези на Имаше едно 200 гратиси да му таму, ама нема врезе. Значи не ќе има збораме, супер си беше. Да, вие сте задоволни и Задоволни сме, имаше една скршена нога, тоа е многу јако. Свирам, јас и гледам, влегва комбе тука на блезо, брза помош и со носилки и да. Во Му викам на Симсо, да, и му викам на Симсо што ова вежба е нешто, демек вежба е така. Кој едно време гледаме дете качено вака, седна таму испраено вака, и се смеи му мавка на тие децата и вака заминува нешто. ногата вака. Најверојатно, да, нешто каже дека се значи многу. Не беше нешто па. Ама насмеар го зедо ја. И си викам, Толку сако јако не си тужа, победил. да не тужа, сако ќе време ни осигурање и све Ама тоа. не, што имате вие, А што дечки, иако се ме зачачка. интересира што музика слушате кога не сте панкери. За Симсо знам тој и диџеј, како диџеј си има покажано, пушта музика. Не, баш Често си одев радост, Да. си слушав кога си пушта. Не, баш не сум диџеј, ама таму дека друга ми го довеше Да, кафичо и да. Дали ја слушаш музиката што пушташ или бираш заради младите, знаеш дека овој ова слуша? Не се рај нешто слушаме пример. Славата е станало рокерол. Не само кајменик, Сашо Зогитите, рокерол е. Пести. 56 били сега. Е, за тие слушат може поќе како цело мене, јас пак си сакам тие. Ларко Ендарчиме и Underground во Нью Йорк, Лурид, целата екипа да чиме овие Инди Воркол, че беше таква музика поќе Нью Йорк стил. И беше единствен диџеј 70. што можеше да оди до WC или до продавница, сетот си тераше. Да. На YouTube цигари. Да, Цигари да и си на купи. YouTube, да. Вака са јас ве запознав, да речем, во едно време кога бев средношколец и време кога немаше телефони и интернет и се, често правевте журки во Infinity, се викаше диското долу. Да. Да, Че Infinity. ти мал си вече. Ти Infinity Да. за нас е тоа. И види, е модерно веќе во- стари ме средовечни ме модерно време. Добри. Да. И на настапи се слеквавте голи. Тоа никогаш нема да го Тоа заборам. јас мислиш. Добро, може да, тогаш да. Немаше кој да снима, кој да споделва, да Да, го да, изва да. јавно. И Со Марија Паркет бев не? Да. Таа пееше секс бомби. 2004 тоа беше. Ете така, да. Да. Јас изгорев да се сличам на сцена. Не ми Што дозволи. кажа ќе викнеме се Ако аргумент. ќе наредно викнете ме. Важи. И беше стварно убаво време што ете, можеш да бидеш екстремен и тоа да не излези во јавноста и луѓето му беше сасвим нормално, одевме често. Мислам дека секој викенд или секој втор викенд имавте настап, што за тоа време беше преубаво. Да. Сега е многу тешко да се организираш во кафич или било каде еднаш месецо да направиш. Абе ќе направиш. Тогаш беше ќе злосадиш. Да. Па едно време знам возевте со трактор, свиревте низ град. А тоа беше тоа да. Тоа беше за актор на камион. Акто за Да, вториот дел акто да. не качија, да. Да. Тоа значи 2005 така нешто беше 5-6. Тоа беше. А сега како сте со настапи по локали, по Добро, ја види сега, лани За- се истуривме свирење по кафичи, ама некако Ма каде? Поќе, најмногу каде? Битола најпаќе затоа што убавезно 3-4 пати камари, 3-4 пати джез, не знам, ова Радос или Безилка или не знам, сите можни. И некако таа фаза може го, значи тоа сепак не помина, значи мене некако лично 50 години имам, значи едноставно таа фаза да свирам за да речам една мала дневница во кафич. А Битола беше она многу во свире последно. Јагода беше клуб. Да, ја да исто свирам. Да, многу беше. Ама не работи сега поќе не знам. Али сега оваа година поќе одовне на МКЦ Скопје, некои големи фестивали. Па клуб, ама поголеми, така поуба така. Да. Значи, А Да не со досадиш. нели се спремавте за Евровизија, имавте песната, така беше, Стробери, сакам да те тоа галам, да. Не, Стробери првиот пат беше. Да, стробери. Да. Тогаш мислам дека прв пат барем за нас во попрофесионално светло видовме, во смисла на продуценти, едно друго спот квалитетен. Да. Кај се сеќате поубаво, кој е партизански или кој е друг ви го бери гајлето?
Но тоа не кажеш, не зависи. Да, и не зависи од нас не кажеш. Или сега што ќе кажам јас, значи ние од 91 почнавме. Значи 91-та е многу појам, значи на 8 септември 91 ние името го измисливме за во понеделнико кај Миксо ми одрак нечак требаше да снимам песна на 9. Значи од 91 до Евровизијата што е 2008 ние го се соберат сите пари е колку е на плата од Кромберг Шуберт, да ти кажам, значи немаше пари. Сега, го станавме славни, пари земавме. Сега, од друга страна, тоа што е проблемот, затоа и се слеквавме. Тие знаат сакамате гала, ми одиш во Ново Село, во Муртино, во не знам што, и знаат само една песна. И друго се чудат, што е ова. И сега ти имаш сет од, например, 3 песни ги пее Марија Паркет, кај што ние правиме стриптиз и она добиваш пола сат, со се муавети, значи тоа беше тоа, правиме шоу за да она, сега или, значи мене за нас се најубави свирки, брат, како Дефест, како некај што дојде на публика, што слуша рок-н-рол, што го знае на нашето. Што е дојдено, да. Како Дефест и некои такви фестивали кај што Дефест мислам дека направивте. Да, значи таму немаме промаш, значи 4-5 пати имаме свирки. Свирим таму 5 години. Значи нема промаш, но ти публиката се разбира. Значи знаеш кои сме ние, што сме, значи ги знае песните, значи тие фестивали кај што свириш 50 минути до сат, Кај што алтернативци го е платено, свириш рок-н-роло, а имаш, да речем, и гламур, во смисла онака, знаеш, си звезда, тоа ми е најубаво, а онако беше со Евровизија, онака кога ќе требаше по некои глупи дискотеки, беше уба ука за нас, значи уба ука свиревме сцени кај што ќе стигнеме во некои такви и во Треф Скопјето кој е најкомерцијалното, каде што на пример ова мерекенката Катерина што беше една од најубавите женски можи уште убавата. Катерина, да. Ми мешаше Ивановска. тука, не знам, Мелена Ристевска, не знам што, така онака шема голема, сите скопски батина, ама не може да се мери тоа со да речам некои свирки како Дефест, како некои такви Ама фестивали. фаќам и постади пак интересни сме и за постади, ја речам дека ако ќе велиш да грам, тоа интересно е. Па луѓе, јас нема Кој видео стигнал друг бенд, Да. панк или рок-н-рол да настапува. Бајте се постара кога да свиреме на Бир Фест во Скопје. Едино што ги знам, Још. беа The Daltons, не знам дали свират уште. Ми беше Свират, професор, Тегла ми Тегла, предаваше. да. Поздрав до него. Да, ги викнавме сега да свират со нас. Кој други, не знам, има некој други? Абе тие бе, Last Expedition, Daltons, нешто во 90-ти, тие ба да ги издеш ти, кој бе други некој во 90-ти. И од Тие тие се сите долу, што исто ги кажеш, важно. има некој Да. денес уште што како вас. Абе нема, не скидам дека Продолжи? Не, Не свират, нешто. Супер Хикс, кој на пример првата свирка нивна беше со нас кога ние бевме малце пославни, 95-та во Велес, значи едно диско и тие тоаш беа како деца, нема уште труби, беа само скап бенд. И прв пат уствари тие не гледале, ние 94-та свиревме со Психомодо Поп, значи како голем бенд, а тие дошле како публика и прв пат тоаш и рекле, ќе направиме бенд, што уште нема бенд, не постоја Супер Хикс, знаеш, се така ни не кажам. И тоа сакам да кажам уствари тоа слеквањето мое. Значи 93-та јас бев војска и со паркети требаше да свириме заедно со Орион во МКЦ. Ама пуштај од војска дојдеш да свириш ме да се пушти, врати. ја та беше една многу еби ветер касарна во аеродром кај базенот, не знам дали знаете тоа кај тоа кај Трибисери кај базен има воени, таа една касарна, јас кафе пивар бев, тоа сака правев. И оидов да свирам со нив, а во меѓувреме беше, значи, ние свиревме со Орион, а беа и Психомодо Поп. И ние оидов на тој концерт на Психомодо Поп, тоа е 93-та, и тој тоаш голбац, прв пат го видов во живот и се слече и 3 песни гол ги пееше тасма. И тоа за мене беше како, не знам, некој човек од село отшел во Њујорк, и излегол тука, не знам, кој Джој Рамоне или Sex Pistols и ги гледа онака, како ти кажам, тоа беше сон за мене и го гледам и тој се слече и онака гол им фрлија некој женски танга, ги кладе и тоа да му се гледаат онака гениталии, да се да кажам и тој го свири. Горе слободно на YouTube. Да, и значи брат, и тоа како откровение. И после тоа јас често понекогаш кога се слегвав, па заминав Харе Кришна и како Харе Кришна не икев некој време, ама онда кога станавме со паркети малце славни, си викам ајде да вратиме. А колку време беше? Чекај, замина Индија или Значи Скопје во храм? значи тоа после сите тие слави кои ги имавме 95-6 албумово вадиме грижа на совеста да стигнеме, значи и јас тогаш ми беше тешко од дома да ме оставаат ни да јада, ова, значи не ме оставаа да сум вегетаријанец, не ме оставаа да запалам тие ни стапчиња што си пале. Да. Значи книгите ми ги фрли мајка ми, не знам, онај, значи од тие работи јас там имаше еден учител, го прашав, абе како да правам, од дома ништо не ме остават. И тој вика, па ела тука живее во Скопје. Јас тоа како шок онака, кога живеам во Скопје, тоа значи да избегам од дома. И значи избегав од дома, па моите хаос се напред тогаш секта Сашо, оно нешто.
беше заебано. Значи, Два не беше- тие години, да. да. И јас оттаму првен Београд, затоа што ќе ми дојде со полиција Скопје. Разбираш, и дојдов Београд бев неколку месеци, па онда се вратив. Не ојдов Индија, маш патував низ тука што се некои држави, она Грција, Румунија, Хрватска, одев немам тоа. Што ти смена тоа? Тоа патување неколку месеци, ти смена Абе, нешто? што знам, значи, видов некои други работи, од ние секако од мало градче, ти тука рок-н-рол, ама друго е, например, Београд, таму го сретнав Неле Кара, идеше во храмо, тој беше еден минкаше од забраното пушење, заедно Харе Кришна со мене, што го гледав во спортската како басист на забраното пушење, заедно сега таму паковаме тие книгите за да ги продаваме, разбираш, што многу јако и со него се дружам. Јура Стублич го видов, значи видов некои работи и сако ќе се вратев тука битол, иако да ми е мила, си ја сакам знаеш, Пак гледаш се дека видиш. малце сме како Назад сме. да не речам село, ама са онака, како ти кажам са, знаеш, Назад. да. А на психолошки план нешто... И плюс помош? јас види са бев, како ти кажам са, да кажам ми сега држев целибат, што е заебана работа. Така некои духовни пракси што да ти кажам, ако ќе си искрен во тоа многу е јако. Ако се преправиш, поарно немај, знаеш, Поарно тоа за нема. сите кои сака да е не знам религиозен или монах или што, ако ти е искрено, тоа е супер пат. Ако не те е искрено, ако не те е чарџето, и да се фейкираш, тоа е полош. Тоа е полош. Разбираш, така дури бев искрен и едно време кога стигна 2000 година, јас видов дека тоа тука ми е чарџето, или треба да старам сега, не знам што да се предам Исус, не знам да она или ама ме влечеше рок-н-ролот, да ти кажам, ме влечеше и ја станам со паркети. Ти ја направи правилната одлука. Да. Не, осетив нешто, знаеш, во срцето се знаеш, знаеш, дури беше и кога стигна, имаше на шанса да заминам Америка, тогаш, значи 2001 ми се пружи шанса, или 2000-та, и реков, лема, одам Америка, ќе свириме со Си паркети. некоја пиздарија ти ваква имаш, ти се бегаш од Не, тоа бе, нешто. разбира се. Или Беја прва шеретка. Јас сакам си да Секој те има прашам главата. нешто. Да, знаеш, кажам. Имавте еден период кај што објавивте дека паркети готово поќе, затвора, нема да постои. И подолг период не немаше. Јас дури имав и проблеми за тоа. Ова приказна ја немам кажа до нигде. не сум знал. Да. Јас бев тогаш многу гласен, многу се борев против системот и кога го прочитав статусот дека вие прекинувате готово, напишав така еден добар статус против локалната власт, па ми се јави од кабинетот на градоначалникот, ми се заканија да избришам статусот, пошто нема поќе се смеа да добие никаков настап јавен. Знаеш, ние тоа чекаме да, за да, да не да. викнете ли за нова година, зимска приказна, Така си ги нешто. даве, да. Да. И од тој период го избришав заради колегите, ме моли, од тој период натаму немам искоментирано ништо политички, Фејсбук го баталив, го фрлив и реков јас против овој систем не се борам пошто е многу трулно нешто што нема да успее. Али битно ми беше многу криво и тешко кога видов дека една Не. група како паркети Ама тоа сакаш да напиша, ама тоа што беше? Тоа беше после славата, така некако. Многу сме славни и почнавме да свириме сегде, него. Не се наоѓавме таму. Да. Свириме со некој да речеме што како поп што свира, што ќе правиме со некој. Ние сме рок-н-рол. Раз ќе го знам свираме, немам ништо против, кога Да, не се сме за разбираме таму. дека не се да. вклопвате во концептот тој што. И зашто напишаме да свириме? Ние ќе свириме, стај, ќе свириме. Нема, беше Така краш, испара. беше краш голем, едноставно да беше Најубави беше раско, ќе свириме најубави беше лошо, многу беше лошо. Значи и атмосферата во паркети шит беше онака. Да, се сеќавам статусот Зашто беше во контекст као никој во градот Не, не не. ни помага да Да, и на вестите, ора на најден ексклузивно нешто кажав тоа дека тоа е тоа паркет. Него не чакаме не ќе како речем, ни ваму ни таму ме Така, така. така. Многу ме славни ама џаве. Него оркелоши не ќе се направиме педери ми. Сојте Евровизија она, а тие Го продадоа панк. да, а тие што се поп таму ќе нема врска не со нити тие. Точно. Ама судбина да направи, знаеш, некои работи немој да влијае. Ќе да направи после да Беше свири. малце тогаш како пауза една Беше малку, мала. да. Ама го издавне тоа што е Република Фанкенштейн албумо и некако со него Се потка. после пак крена беше беше заебано тогаш беше и политичко со градоначалник ова. Да. Тој период беше затоа Тој некој. беше тој. И знам јас излегов на една реклама, овдека офицерски да кажам за изборите. И замисли нешто ти мисле кузно го пари за пас динар скршен немав, тоа што имав керка 3 месеци. Дома нема лева, од железо старо, дури еден телефон ми е жал, од војска имав украдено. Си го продал за 200 денари за дома, не знам, за пелени. И јас правам реклама за градоначалникот и се враќам овде разочаран и ме сретнува
Оризо ми вика, кај си бе, што си вако лјадни се, остави му там. Ела вика, ќе те частам пиво, што во животот Оризо нема пиво частено никој. Знаеш, и така да тоа беше тој период и све и онака некако све собрано, од кој ќе работи реков нај. Знаеш така, да. Ама не, многу години се опрашаја на шагу, да ми сакаш да е сјајно. Ние мислим 30 тогаш сме години стари, си. а тогаш беше 13 години имам. Авто шампион да. Сега како е? А? Сега е окей. Абе, види Да не се се, почуди. кажам. Да се турка, не велам, ти Да, не, сите туркаме. да, да. Види, ова лето убаво беше, Јас и памтам. лани лето. Значи, можеби, види, има некој циклус космички. Од 94-та и 95-та, ни ведно на ивајте години. И сега 2004-та, од 2024-та, 2025-та, Да, муж. едно како 30 години поминаа од циклусот, знаеш како и сега може јате да издаваме албум, може треба ли, не знам, поимаме, може да без тоа од нас. Да, ќе пус правиме, ќе прави, може да правиме една представа за интеро. Дали уште сам си ги продуцираш песните? Абе во сам, ама е студиото тоа или- малце ми, немаш и тоа едноставно, значи тоа е супер, ама знаеш како 1, 2, 3, 4, 5 и уствари сваќаш дека види се како кога ти се правиш и ја Нема, пишеш не, песната, не, и ја да. пееш и ги снимаш Нема, и не знам Немаш миксаш и критика, мастеринг. Да. Ја, треба ти скучува, знаеш. И многу ме убавото- бендисва што знаете како сте се мачеле како почнувавте и кога почна со студиото, имав еден куп другари, раперчина, вика, кај Сашо паркет, оди ме Ми најаптин сум јас, стотче ни земаше, Да, вика. бе, да. Значи, за стотче многу другари ми викаја, или колеги што работат со тоа, јас за стотче вика него ни пуштам компјутерот да дојде. Да, бе, да. И после сватив дека колку сакаш да поддржиш с таква сцена, што некогаш некој вас не ве поддржал за истото. Тоа е убаво што Не бе, тоа тоа збора е добро да се врати 30 добро. години помош скоро Да. никаква од никој. А Што рече, Не можеме да се пожалиме, од БТВ бевме поддржани ние и вие. Вај интернет во градот има календари, интернет интернет дома без И плаќање. ту на Ювајт Да. интернети. Значи другари дојде 2011-12 кај ме што прави со интернет и вика Лета. во Скопје вика вака време онака да лета интернетот да ја ќе Реклами пуштат без пари. снимавме, знам. Да, заедно како реклами работи. снимавме. А чека да ве прашам вас, значи тајна, јас прв пат за вас сапознав, не знам која 2000 и некоја година, тоа ше ли излезе јутубето, ми вика види би овие шекерна имат преработено од вас. А, да, спорт. да. И јас ти видев, да, да. Нормално. Да. Знам да, знам да. И тоаш прв пат, Јас уште не знам, беше да. солзи смеа излезено, Да, значи туку да, видовме да. клипчето како вие пеете шекерна. Мислам дека тоаш завршивме средно, почнувавме на факултет не бев и ни тоа. беше кеф да работиме со Тоа беше видео. прв пат. Значи ти Тој беше камерман, јас монтажер, да. Тројца бе треба снип да. А, Така тројца нормално, и шекерна, да. шекерна. И долу му беше Симсо и му викавме Симс, ама тој остана слаб чечкалица, затоа долу бевте исти Ама, и фризурчето кон Да, тебе да. го правеше Да, цело да. време. Убаво детето, убаво детето. Ќе смени и тој да знаеш Смени, кој ќе стигне. Ја славам ја. На 32-3 кога ќе стигне како Симсо и тој ќе смени. Да, Та беше веќе. Кој ја фатил на третиот Симсо вртек. до кога, чекај, пред 10 години беше сушка. Да. Да, последните 10 години онака почел креваш полека. Значи од 40 Јас нагоре. сушка, па и ти си Вика, како заместио. Маш без 100 кила. Кој 50 години што збораш ти лажите. Има мало стомаче, ама не е страшно. Вака, мислам дека еден од основачите покрај вас е и Славе. Да. Славе ќе подолго време веќе не свири во бендо. Да, ама Гледам го од викаме, време на време го викаме, иди. да, да. Да, не може. Како околу тоа како се осеќате? Фали, не фали? Не, требаше да се караме, тварно што се караме. Точно, точно. Некој ја стири со. Не, природното си дојде, тој некако точно. почна да не иди. Значи многу уствари беше како во еден момент ќе ни се јават за свирка и мораш да го правиш Славе да нема свирка со фолти. И сега баш тоа ќе имате. И неколку пати така и изнајми овај трпанере, но не, едно време ни се најде овај новиот, што мислам Христо, што не е веќе нов. И некој се погоди. И тропа, го бива со. Не, точно, не, зашто да, ако ти е близок пријател од деца сте другари, сте направиле да. бен заедно, зашто ако кочиш, кога гледаш дека Да. стварно му опали со фолтин и Така да, тоа си јате сега например Светска кариера прав веќе. во Веле свириме Славеки, например, знаеш. Ама за Тој ќе се нема, окей да, да носите си. Да, да. Не, никош не, ние се скаравме со Славе, значи тоа никаква карања, Да, да, никакви да. проблеми, но Да, става не, он- Славе вика, Чисто ми беше ако како најдете да некој, земајте го за збир. Не овој Ристо самиот рече, неќам со други бендови да свирам, само со вас сакам и тоа ние тоа ни се погоди, И разбираш? супер тропа, знаат. Тропа цврсто, значи не прави може како Славе толку виртуозни работи, ама тоа што си го тропа не паѓа од Го ритм. има духот на паркети. Да, од ACDC слуша и онака како има тој едно цврсто. Па не може Добар, добар. да биде со Не, се не, вклопиот. не може, не може. И плюс онака не се буни нешто, не се онака, што сме знам да некој па ова ќе се буни ќе
ќе бара влакново јајце со ситници. Таман, си супер, си така. Јас те памтам кога ти такси возеше така. Такси возе под 2001 да речам до 2007 кога Тоше Проевски загине, уште месец-два повози знаме и тоа и после дојде Строубери и веќе прекинав. Да, и ама тоаш може и најбарано такси беше во градот. Да, да, јако беше. Уствари сега И кога би работел нешто, ми се прави кефо, само да нема трета смена и да нема тие ни ситни тури по три банки што бајат Нема за кој бајло такви. човече. и- Да само да ја запали школата, ше Точно, се ше. старт. Затоа што те прашувам, затоа што секакви луѓе имаш возено, сигурно, Да. сигурно. Нешто има нешто јако да ни кажеш, нешто интересно. Па инспирациите во песните сигурно има нешто. Ништо да шајачам тоа. Значи има разни класи од тоа, да пример за Нова година да тоа не се до прилеп во 3 злали како се вика, тоа не се докеше се ромите. И да ми избегаат во 3 сабајде, разбираш, беше ми направа финта и некој. Од сите мафијаши ги запознаваш, сите проститутки, све. Джанкери, манкери, Джанкери, курви, работата Да, мурви. значи сад нека ми прости полицијата, ако ние таксистите знаеме кај се продава, значи тие сигурно знаат, разбираш, Да, значи јас знаам сите места, пунктови, кај се дила, разбираш, значи ако некој инспектор од НТШ нека праша некој таксист ќе му каже, не мора ич да прави истрага. Дали мислам тоа е веќе друга тема, не би зборал, али не, Ние запознавам збора секакви луѓе имаш видено и го знаеш. секакви нешта. А и свака час треба да имаш трпение за таква работа. Да, да и на Пошто крај треба ако го фитилно снема да имаш. трпение прекинав. Значи има тие најлоши тури се ти во сред ден, кога ќе е најжешко, ќе ти влезат четворица некој за бајро и за 3 банки беше тоа, до Козија. Да, И сега ти те фаќа гужви, не знам што, и го носиш таму како господа доволно за 30 денари, брат. Јас памтам уште И да ти се различни возев енергии 30 влегват. денари кај сакаш таксито. Јас му велев, не знам како возите за 30 денари од овде до Толку беше, по 3 банки имаше тури многу. Фер, Од 3 Сато до, например, од Сато до Бајро, било каде Бајро 30 денари беше. Со попуст, од и попуст имавме, нешто од 40 јавен 10 денари попуст, така некако. Да. Во фаворит или во цајге. Е сега колку е 60 старто и одмах шлака. Па така треба да биде. Јас сум на страна таксистите, брат. Таксито е луксус. Да. Те зема од дома, те носи до негде, како да видиме, брат. Знаеш како да Јас види. уште немам возачка, јас моје превозно средство е таксито и јас сум на страна на таксисите. Да. Треба да е Значи те вози нешто, плаќа данок, плаќа не се замараш кај ќе да, паркираш, не се замараш дали имаш летни зимски гуми и снег да има до тука, идите земате. Ама носите нема што сега, треба. нема коли на времето кој што имаше ти кога имаше милион коли, Милион сега коли са нема. нема сега да. Ако. Нека пиштат луѓето во задача Да таксито, видат како да е, јас па да знам искако. како е, брат. Не, јас освен третата смена ме убиваше, освен на лето, другото е супер е таксито. На лето имаше поќе паричка предпоставувам. Оке пари, да, Видео, и нашите. имаше тогаш во времето немаше GPS, јас затоа возев такси зашто пола за газдата пола за мене беше, разбираш. Да, Значи, мајше, јас да од си- платата не зависев, имаше, Да, си правевте. разбираш, имаше Си- пари, постојано да. фаворит, оти многу работа. И кога има многу работа, има пари, и onda можеш да земеш плюс, значи кога ќе нема работа, ќе ти крадеш. И тој келнерите, и жанкерите, и сегде го има тоа, не дека е само... Тажно, ма сите уметници нешто друго работиме за да покриеш, за да го работиш без пари тоа што го сакаш. Па Тешко, фактички ама, така иди, да, работиш. А, си замислувате вака или си имате направено муабет меѓу вас? Каков ќе биде крајот на паркети или кога ќе биде? Пример да си речите доста е до 35-40 години паркети и ќе прекиниме или дури се осеќате спремни сакате да терате со приказни? Немаме за збора никогаш. Шубо. Тажна е мислам збора за да. Може, Да, може да. боримечка. Како добри некои, да. Не, може Нема боримечка да ќе врвите во колку сато са бајлето возу. Најбо така, да. Да. И со Бог ме научи. Со Бог ме научи. Да не слабериците Пошто четворица. гледам многу популарни групи, и рок и поп групи најавуваат. Ама таму е, како финта му така да регистрира поќе и во 5 години пак Да, не да, се враќаме. собера. Така брат. Да, Трико, бе. Сега прават така оазис, да. Сите групи Не, така ние прават. боримечка, и јас ќе ја пуштам тоа од Гери Мур, некој на жален блус од е тоа. Си пушташ, Симсо ќе си пушти од Лорите, да, и така чекаме Ама после за- боримечка. Неге 2080. Дај Боже, А да. ако му се позитивни песните и се весели, го бива да те фати на емоција. Чим мене ме скара со градоначалникот, Така може и... да. Да. Шо велиш да направиме една пауза? Да. Испушиме по една Да. цигара и да се вратиме. После сакам да го прашам Сашо и книга има објавено сега скоро. Да. Да. Ај пауза. Минута за нашите поддржувачи.
Мебелви беа први кои се одзвоја на нашето барање за поддршка и голема благодарност од екипата на Брчиме со Дуле до Мебелви затоа што ни овозможија да ги имаме овие две преубави фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче од Мебелви што си го купивме лани кога почнувавме емисијата. Не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат се она што ние го правиме, помагаме, поддржваме и промовираме. Така да се надеваме дека во иднина ќе продолжи нашата соработка на повисоко ниво и голема благодарност до нашите генерални спонзори Simpex Битола, кај што може да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така му е и слоганот. Имаат програм за рачен алат, батериски електричен алат, преку гарден програмот, земјоделскиот програм, товарен програм, градежен програм, каков и да сакате програм можете да најдете во Simpex, масла и мазива исто, така да имате се на едно место. Благодариме многу за нашите поддржувачи, се надеваме во иднина дека нивниот број ќе расти. Сашо, ти сега скоро издаде книга, Мало амортизерче. Така? Точно не е, грешам? издадов книга. И сакам да ми кажеш нешто поиќе околу книгата, што те Да. инспирираш и што содржи уствари книгата. Јас уште немам дојдено до неа. Ќе кажам, значи тоа лани беше, имаше појата некаква си промоција тука. Да, имаш. И онака бевнина, и викам, а имав една идеја да напишам книга, не ова, не било каква книга, сакав еднаш. И му викам, ша пари во мене книга? А вика, напиши ти, ќе ти издадам без пари. И онака ми се јаваше неколку пати, ајде кај си со книгата, и зимата почна да пишам една друга што мислев книга, некако по-филозофска, по Хари Кришна речем. Ама ми дојде ова приказна, тоа е уствари една приказна која се 2002 се залюби во едно девојче што беше од Београд. И некако цела уствари паркети приказна, значи јас тоа ватам Харе Кришна, почнав таксија возам, не знам кај терам, значи животот беше пепел, не знам дали што да правам. Значи уште не се знаеше со паркети на Југославни и некако почнува приказна тоа со незе и тогаш сим се напиша на месечината заборави, значи во тоа време и дока и негде 2005-6 бев со таа девојка, на крајот таа си фати еден дечко од Битола, познат исто фаца се некако спомнувам и некако прекината приказна. Али пред 3-4 години кога беше короната, случајно после 15 години се сретна на Пелистер случајно, инеш некако многу јако и ме потседи таа приказна. И тоа е напишано од таа амортизерче и сега тука има, например, таа лично ме запозна со Strawberry. Значи да не беше Ирена што е во амортизерчето, во лектира, како издарите да првата, ме запозна со Strawberry, па Strawberry тогаш на првата вечер ми рече, кога бев мала, многу сакав да се викам јагода и јадам ставоледо јаготки. И тоа е кажано така, стори тој најинтересниот дел од мојот живот е тој. Значи од 2002 до 2008 да речем и тоа е кратко опишано, тоа има полно други работи што некои сега што млечина ги сфрли, сега си направа, само најискрено што може. Значи да вози сепак некоја приказна, за тоа имаше и други некои дешавки и други женски можеби во тоа време, ама така, Значи во книгата може да се најдат интересни работи за тебе за тој период од животот кај што ти ако беше. сака некој серија да ми прави чисто за мајта. Автобиографска или во Автобиографска и љубовна, онака скроз дури отпоќе автобиографска е. Малце имам клани са и Харе Кришнијскиот дел или духовниот дел. И како што реков на промоцијата, значи има три работи: рок-н-рол, госпој и женска. А за гледачите што сигурно ќе сакат и некои други да ја најдат, кај можат да ја најдат? Кај мене може да најдат, ама веќе не е цената по промотивна цена 200-300 ќе дава. Добро, дешо било 300 за книга. И имам уште што знам колку сакам да направам промоција во Скопје и са не знам уште колку ми остане примероци, ама значи некој ако дека ме побара мене на Facebook од Битола, кој е лесно правиме. Ќе одам ако треба до кај него дома, ќе мандесам, немам проблем, 300 денари од не ми се исплаќа по 200 Издане збораме за цената. Малце промероци што ми остане. Затоа што за денес правиме муавет за книга цена од 300 денари треба да е ништо и тоа може Да. така тебе ти Да, треба. и јако е што, например, јас ја напишев до март и сата во книгата има многу интимни податоци за таа девојката, за Ирена. Значи сега 2 години се немав слушнато затоа што ми се прави енглес малце и јас знаеш кој ќе женска онака не се правам папучари, ама сепак мораше да ја прашам. И му пишав негде во март и таа не врат. Помина месец, два, три, не 20 25 мај. И случајно со Скопје се враќам, гледам порака, таа ја прочитала и така воодушевена.
Значи многу ја бенди се и ми дозволи и слика да клам и све и така и најако е шојот и во книгата е спомнато дека тај имаше една сестра која стана монахиня. И сега јас после промоцијата му пуштив 3 верзии, 3 примероци и случајно таа беше дојдена сестрата монахиня што е близу Света Гора во некој манастир и таа ја прочита книгата. И многу ја бенди се и тоа ми е уствари најголемиот комплимент за книгата што незината сестра монахиня која е малце спомната во книгата. Така. Значи монахина. Значи ја бенди се книгата, тоа е значи добра е. Па види, искреноста на луѓето се цени, не Така мора да е... ако напишам некојаш друга книга, ќе види така дело, ќе заврша тоа кога незината сестра монахиня да победе книгата и ми рече браво. Па ништо ако планираш уште еден тираж да правиш, да има, ќе не побараш и нас и ние сакаме да учествуваме, да испромовираме, да направиме нешто. Ајде да помини во промоцијата Скопје, ако Скопје случајно ми испромовира. останат многу книги за давање, ама да не верувам. Она, ама ќе направам уште еден тираж, па за тој вториот тираж, па некако да ќе донесам тука некој пример, ќе ги Абе, ке го не, продајме, абе, за продавање да го зборам, продајме, не не за да ни давање, донесиш. Симсо, сакам да го прашам. Дали може да очекуваме во блиска, далечна, небитно иднина, дали сте размислувале за документарец да снимите? Затоа што има толку многу работи што ги имате поминато низ сите овие 30 кусур години колку сте заедно, ајде да речам, како бенд, еве на пример како типот нешто што беше како Кабадаја, на пример, јас така ве замислувам вашиот филм, така го замислувам. Да, имало да сам пробан, имаме, ама неуспешни, тоа ќе рекам. Неуспешни од која причина? Што имало материјали, ама ти материјали загинале, останале некаде во Австралија, Нов Зеланд при некаде. А има многу случаи, речеме, што треба да запишат. Види, Една рече дека ние по природа сме малеме, речеме луѓе. А чувате групи. материјали, мислам, имате Не. снимки. Гледа, има случаи, мислам онака, Да. важни случаи, со Крушимо прво кога помина низ Комбето. И јас раката да имаше сечена, јас обично сеам вака. Ако не беше сечена, ќе се вака и ќе му миреше, ќе му тепаше. Него Ама ќе- седе вака и оттука влезе Него му и таа страна излезе. Тоа мислам случаја е. другар, овде брадата и мене овде Зашо? малце веќе ме дзивна вака и го скрши цел џам јас кај што седев. А возиме со комбе може 70 на сат од Косово. Пред кривината вака што е црквата, не таму пред кривината на 100-200 Да. метри, не знам што беше таму. И вака помина на комбето вака, значи кога што вози вака нешто. Дали не е заверно да. Ловџи? Јас го сетив Не се- како кугла да беше. А. Значи, како покрупно не беше онака мал куршум. Така. И кој ме таму Како со милиција, ступањца некој дека так на дзивно. кој ме милиција река кажете како си пукавте самите. Како би саме си пукаме. Комбета возиле така пукнавме самите. и Такви ту не се ги од надвор. А, ја над. Не може да се Во 3 саба Имаше такви многу ситуации. Хрватска речеме заглавивме, загинавме кога се враќаме од Хрватска. Буди плани, нанесе GPS горе. Google Колку беше нас- GPS-а? Не, Google. трча околу нас. Снема мрежа, и снема мрежа. Онака магла, пато мал, ни трчав за 3 пат вака и тоа. И рекаме ѓубне. Па се наплачиме на трфкова. Ја плачи сим се па она. Такви многу ситуации со парките Плашко мале. или храбар е тој во такви ситуации? Не го храбар, не ичите се. Јас сум она дример сум, не сум man of action. Ама така сите писатели се Симсо, дримери. ама не стварно беше заебано, почна ми чкрипи кочницата мене јас сум на моја кола, Да. а тоа ствари после кога се врати свади дека нема поќе она што треба. Месо. Месо. Месо на железо стане и пичат кочниците, така сме в шума, Да. елени, некој гробиште, некој патот и таму Хрватска се преуго, ама нас донде се GPS-о преку една планина од кај Сен планината према некај Планин. лика таму, ама тоа радат вкусника нас. Како сега држава имат рурални стави. Комбето може да онака- го замислам како од Скуби-Ду, во него како да Брат, става. беше и онака како магла, да. Како магла хорор, беше бе. тоа е. Не, сега е смешно, не беше и смешно. Не беше да И смешно. само тоа викам дека уште тонен има излезената невестата од Ротино и може и тогаш ќе се сними документарецот. Значи кој ќе ја видиме не зе, дај ја да- мислам дека тогаш ќе. Почнете вие да го спремате, па во меѓувреме ќе излези таа и ќе се клаи таа. Не, ми мовето ти не мора да имаш онакви вистински материјали ти за цел да го направиш Добро. документарец. Да, со зборање. Ма мора да го направи некој, не може ние да го направиме, знаеш Мора што е. квалитетно да биде. Некој човек да направи, не може ние за лисаџи. Треба Тоа нека е остра. дримка со она, ама Да. мора квалитетно со увек камера. Ти кажам, ми е малце Да, и на ниво, скручено за да биде на од- ниво. од аматеризми, значи, Точно. значи да не е заеме малце. со телефоните да се снима, но во смисла да биде Да. и по квалитет. Да, да, да. И да се побара помош. Штета што значи голем дел материјали кој беше тој еден се викаше Горан што замине на Иван Зеланд, Левстане. на АЦО беше небо што е тој са што слика таму за општината, брат му, тој изнасними тогаш и Супер Хикс и не знам кој там полно Си знастима материјали, замина во Нов Зеланд и не ни го даде Истина. материјал, викам се изгубиле. И некои други такви работи, некои што беа на јутубе работи,
гледам са ги барам, ги нема, ги тргнале, значи Да. баш ми е мака. А најакото уствари од пулсирање емисиите 3-4 имав излега звано и тие само една остана шекерна, имаш уште 2-3 многу јаки и тие ми ги нема видеа, тие од 90-тите имав многу убави видеа. Па затоа И ги снема и многу ми е Тоа жал. сакав да те прашам. Едно време правеше емисија. Да, Мислам дека беше во камарите. во камарите, да. Натре. Колку време истурка со емисијата? Сезона, две? Абе, види, една сезона беше како БТ топ нешто правевме така и една сезона Битлси, 2 сезони само. Так. 2 сезони. То Битлси башка беше да ме спонзори нешто ќе ни дуваше еден дечко. На тоа како спонзори, брато, знаете колку е тешко емисија. Цела недела се бапташ се на емисија за на пример некој кикири, микири. Знаеш, вака однадвор кога ќе гледаш многу работи изгледаат лесни, ама не се така лесни. А таа првата БТ но ти немавме реклами и полго поминавме затоа што ти немаше нула реклами, ни ја пуштаа на 24 вести. Свеќе одеше на телевизија 24, супер си поминавме. И со таа ова Маја, значи Маја, јас Симси Маја бев тогаш, таа првата, и многу јако беше чувство. Баш и не памтам. Ама убаво дружење, убаво беше, ама сега да правам наново сега таква са вие олови подкасти. Ма немојте касти се вика тоа, ма немојте Да, касти. не за ние емисија си ја викаме, не Емисија. пошто не киме да се вика подкаст. Ама Не е спонзори, класичен. спонзори имате? Спонзори имаме. Добро. Два. Да, за сега доста емисија. Ама не, тешко е, Тој настрана. знаете Да. како работат со спонзорствата, со компензација. Компензации Чисти барат пари сите, никој и не сега дава. никој не ги да Тешко, даде. тешко. сега. Што ќе компензира, мене ми Е. треба опрема, јас не можам опрема да купам. Да, а И да зато пари. некој се работите на ниво на какво што се заради тоа. И ако живееме од ова, и вие ако живеете од музиката, да не мора да се мачиш да најдеш средства за живот од друго место. Сите од Ќе дома биде делат, вие од дома делите. Кај ние вас од дома најзапослен е делиме. Зоки, Не, така? Зоки е да. најзапослен. И Ристот за панелите си вади така да речем. Јас и Сим се смеем, мама, тато. Сим се уште во детската. А јас не сум во детската, ама и јас ко во детската. Сим с тебе ти те карат некојаш дома, видија сестра ти, види се ти. Не. Ти знам, докторка така забарка, професорка ми предаваше. Немој, во средно. Како ќе ме карат, јас ќе напишам на декти. Се поет. Еј, Сашко му е во фамилијата главен, значи тој Сашко во цела фамилија Силјанови, тој е. Ем, Господ. она, ем Господ, ама ем трновца. Да, ама исто време, ама сите го сега Значи, некако. црн Господ. Еј, само ти Машко беше некако, само Така, тој е Машко, да. се некој брачеди и сите тие фамилите Сашко, Да. ти славен стана, што викаш ти све на Сашко и зато тој вака разгалена е волце. А од друга страна, Ти обожава до Ама божество. и погоден мој живото си кладе капитал. Капитал. Последните 10 години. значи како, што да мислиш, значи што? Значи ако се секираш како да се едно мозоко. Да. Се е милливо материјално свет. Ако Ти ако се секираш, ако масата да е скршена, та пак ќе би скршена, ти што да се секираш? Да, што ќе Не, му смени. ако треба да се направи, значи вакцина за несекирање, мора Симсо да го зема. Да му земат од него. Не, Вакцина за да се Ја признавам, значи да се го критикувам многу Симсо некогаш онака во карактерите по некој Тоа различни. е љубов. Ама то што она курова те боли, онака да си како ти кажам, и онака и самодоверба. Чи некој свирев неко панкер и некоја свирка, абе то пепел е. Нешто да ослушниш вака на снимка ќе речеш што сме правеле тоа онака да екзорцизам. Кој е појако нас? Кој? Едноставно така си го има тоа и природно не се преправа човекот си и го Тоа има е тоа. убаво што сте различни и што има Да. еден така, Да, да, да. еден вака. Да, и Симпсонс што е му тоа допаѓа, што не е. му дума. Да, да. По рок-н-рол звезда си е Симсо, така си како Џони Рамоне како рок-н-рол звезда, јас сум по-рака и јас си. Ама Павло, тие се понародски. Понародски. Дека му треба на групата така, не може да биш со Да, да само треба да. да И има. тоа му е на групите на некои му е многу тоа на новите групи. Ко мала, не можеш да си како мора си малце како Значи, јас мрчане. сакам да видам Симсо барем на еден ден да видам. Да, Симсо, рајате, брат. Пишеш нешто Да. сега? Да. Пише песни со книги се дали. И книга може ќе напиши сега, ама. Година са То, има Сега една, Саше, како се вика, која година? парче имаш, како се вика тоа? Парче она, Ајде. iPad. Ај, па. Ама не знае како да направи да пише нешто, треба да Нема кирилица, има А само не латиница. кирилица не за рамести да се Дај, поможи. Имаше Со превод iPad. да направи книга една. Ајде ќе осредам. Поможи, ќе клајме тастатурче ако не, па Има да се дура, има. Имаш се? Скапа, модере. Некако така и како со тасатура се вади вака. Да. Ама нема кирилица да не ти е штеловано, а? Значи в година да чекаме Ќе направи, не сега да Сашо, да. Да не би исто време, да. Ста година. Да, Тоа е сега за Сашо е. А јас по две Песна години. сега објавивте во јули месец. Да, таа Да, на Симпсон Љубичица, песна да. Љубичица.
Слушај, таа беше песната одамна напишана и снимена, например, уште рано зимата, така него ја направивме. Так. И него чекаше наред, некој се немаше ништо да онај направи едно спотче. Ама не го спонзорираме, ако не го спонзорираш, само да, пак и крена. Значи тоа сакам Тоа. да кажам, значи не може се кај мене све и јас пото за еден ден, како ти кажам. Сега јас тоа затоа и него му реков, брат. Си дај веднаш. Значи не може така, значи мора најме спонзорство и да е спото 1000 евра на пример и Да, се не може само тука и 1000 само. евра не се ништо за спорт. Ама барем, Барем, барем да. 1000, не е ништо, значи Е нула. ти кажам. Буџет нула. Не можеш да викнеш фаќа женска, буџет не нула. можеш ова, не можеш тоа. И јас значи се нервирам, оти сега смонтирам све, си викам, сим ама без пари. Баќа Кажам, нула. да се јавам на недела дома да го правам. А јаки идеи имаш? Значи јас имам и око идеја, ама не сватив дека стигне. Спотот за Бенг Бенг, за некои други многу штосни идеи Значи, за без пари, некогаш без пари, не се да. парите толку битни, знаеш. Ама не некогаш и судбината е. Да, факт. Ограничен си, Та Бенг да, Бенг убаво фати ли и Сашо, второ. не можеш Абе и таа скроз- дојди да ме бакниш сконде на Пак, камења ја. снимено И та црно-бело, пак, 12.000 човека. донесе за еден ден снимено за еден сат. И гледате 12.000 Да, ни крена. некогаш сакаш судбината. Так. Да беше прсти, го речам, Господ беше А прсти. имате вака некоја статистика која ви е најслушана песна од сите до сега? Види, јас знам дека таа со чупето е Там милиони. Та имаше 1.300.000, ама сад тој го тргна, ама пак има по 300-400, ама таа беше, значи допред кога бевне со БТВ кој ни бе она, знам Да. на Q2 му имавме покажувано дека 1.300.000 имаше пред 12 години. Знаеш, таа најпред како не беше на мој канал да му се сневиди, Така, човече, така, брам така, така. МММ музичка мрежа беше клаена. Таа со чубето ни е најгледаното во сите игротеки, во сите она децата. Не пушта. Таа се пушта и уште се пушта таа. Разбираш, значи таа како да и сакам да галаме втора, разбираш и трета се тиеста обери она. Не ми се бендисва што вашите песни се многу љубовни. Текстоите. Да, љубовни се Симсо по љубовен од мене. Симсо и на Facebook си клава секој втори Но, не се вторен, главам правиш. понекогаш. Барем така мене ми излегват и ретко го Кој ти ме пуштам. мари, да, Ретко го да, пуштам и да. ми излегват. И тоа ме бендисва што стварно си го држите нивото и сакам да ви посакам Мрај, зошто дека дека љубовта е људска вака, веќе свето најдната му дека Точно. многу се имате како да речем, а љубовта е људска, да, таа моли. Ако нема тоа чечкото, а чечкото е љубовта. Па И сега да е проблем- патиш малце. Сега е проблем да го задржиш тоа човечкото, се што Аха, се случува. а сега му во да се и пари, може нема колите електрични, но тата моли. Да. Абе видете, идите од време, родени сте, така го фативте Да, комунизмо. се фати. Кај што мажите не смеа да ја покажат чувства и емоции. Да. А вие сте доста емотивни преку песни, преку ете книгата твоја и се. Да. Што Текстоите ви двајцата ги пишите? Да. Да. Најмногу. Ние сме Мик Джегер и Кит Ричард. Џон Ленон она или така нешто. Само ние не се караме, иначе при Кит Ричардс и Мик Джегер 20 години муабет Не да ни правиме. збораме. Само на концерт. На ние се караме некогаш. Тие да не делат милиони вие живи. Да, ама иде да знаем да ком ти скара Пример, ние, да. Нека Кај да. ако излезат 5-6 Да, милиони, Нека може видиме да се че скарате скара и не треба одма, да. парите. пусто. Или еве овие Бодан со Владко. Ти скара не А тие може да пара направат како Пази, заедно. Јагото игра улога. Да. Јагото игра улога. Вие може не сте такви егоисти. Не велам дека не сте. Види се тој ако има поќе од тебе, ти јас имам помалце, ти поќе се вазите во гуша. Така. Вака ти немаш, тој нема и вие Двајца, мажа. двајца, Да, ќе ќе делиме. Тоа што 130 кусура Офар години љубов. заедно, двајца офарни го Тоа личи. кажува дека не сте така. Не сте такви толку време да станете и другари и вие секојдневно се дружите. Не само последно Да, време. ама сега, пак, ама добро, секој Имаме со своја свирки филм, скоро да. секој викенд. И мора се да- така, сега се неќиш, мора се Ке дружиш. спиеш во хотел са бевне кај бевне Струмица беше Струмица. тоа е убава свирка човече, значи убава свирка фестивал некој си не знам, Струмица фест. И платено, да, и платено и платено убаво. јадење и спиење. Разбираш То ниво. хотелче. Така, така, како што треба. Да. Уште немам она човек да не ги клава поачалата, она, значи 30 години сами направивме да сами. Кичма, а моето тоа е едно поачало 33-4 кила е. И вчера например на свадба го носев и на крај испадна ојдов таму спеев со невестата, Не не ме го пушти. свирев. Џабе го кревав. Се вика е тоа поачалото. Ве видов спремни како Да, бевте спремни, со сите за дом работи. Нема, спремни нема. бевме, за дом спремни. Еј, да не заборам, пред да одјавиме емисијата.
еден мој многу драг колега се вика Давид ве контактирал за свадба за година дури од сега. Ама војна нема да фати сега пред тука јавно пред сите ќе ве задржам 5 септември в година. Сакам многу да. Ама не, тој нешто не вели, тој ми спомна, не ме сака цела свадба, нема име Не знам за цела име, не зборнав за цела. Значи тој ми бише вика. Достојно ќе биде, не немој ќе цела. Глупо е. И вие само да свирите. Тоа е. Не, ќе Значи нека најде диџеј, она други плюс сатито на пример, нека е. Ами многу е сади еден сат, многу е. За свадба А ти сати, а тој викаше не бе 3-4 сати на цела свадба. Ќе правиме така не. Добро, бете, дека договорете се. Значи не е проблем до сат и пол како она карекал на свирка ќе си маниме ние како што си е. А мора да има пред да си после раз. За свадбата е од 8 до 1 до 2 таму до колку е свадбата, разбираш, и сати е ние. Со време ние сме. Достојно ќе Ништо, нема. ќе се Давидче, ќе си се слушните, ќе се договорите 1 сат, ќе си ги имаш мој Или ги спреми. Еј, до 5 септември, Да спреми нека. тоа беше многу Знаеш зошто време. сите унапред закажуваат. Така е, да. Знам, ама јас не можам да му ветам. И јас и за ова лето малце се думав, оти имаше шанси така и Хрватска родам, ама ајде се испадна неојде. Добро, ти ќе му речиш да, и за не дај Боже ако дојде нешто, неколку месеци. Добро е. Не, значи не е проблем за одреден хонорар и се до тоа, до сат и пол, значи не е проблем. Оти тој нешто тоа ми велеше, ве сакам многу, сакам само вие. Ми е цела свадба ќе ја правиме. Од 8,5 до 1 треба да свири. Не може. Нека дај 5000 евра, може Ќе пробаме. Мислиме. Ќе пробаме. Ќе свири Симсо Виолета Томов. Оти тогаш јас ќе земам јас ќе се слечам гол, ќе пеј Виолета Томов, така. Ќе видиме гости се ќе направи. Јас ќе бидам. А дали одиш некогаш или си одел кај ќерка на родителски? Последниот пат оидов, толку ме изнервира се до тоа пародија ве човече, тоа од сколија. Како те сваќат, те гледат професорите или родителите? На пример исто Пошто са јавно кеклаиш перика едно како се друго. вика бе глумец онеш Малио, што и во како се вика во кабарето. А, Николче Пројчевски, Да. комшијата твоја. Да, и Пројчевски е таму во класот, дека ни тоа е славна личност, она Дарија Паркет, што знам се Не, навикна. не како славна, него дали те сваќат сериозно, Не. пошто се соночари со перики на стапите ви се. Не, нема сваќат никој сериозно. Кој ќе правиш таму кој? Одов на родителски и брат, почна се карат Не, мајка и себе, не знам, на децата разгалени. И сето тоа што го видов, се запрепастив и со еден друг како ти сите сме постари со помали деца, онака генерација моја, не ќе речиш јас ти како на 36 години ја направив керка, но сите на 36 години. И онака викаме шо е ова бе човече, ние во наше време, значи Немаше о сколијата вака јас искрено да кажам, онака е смеурија, нека ми простат сите професори, али она мислам пародија. И Тоа го ја кажа тогаш уште многу. еднаш не ни оидов, што сакам кам Керко, само кецај не клавај, што сакаш прај. Разбираш, оти ова гледам дека е ми ветер. Разбираш. Не, тешко е да се бориш. И јас еве двајцата ми седни овие петоделени сега почна. Тешко е затоа што во тоа време, ајде и вашето, ама и ние сме од една јас Малце сум го 38 позбилно. години. Да. Јас фатив дисциплина, фатив имаш? здраво 38. Да, строго беше. Строго беше. Фатив Уве. здраво почиткон професор, не можеш ти да правиш Да, што сакаш, што респект. прави не. Ама Јас 35. Си кажав на години сите. Да. Симсо 36 има вече. на 36, да. Така и ќе остане. Многу ми е кеф што дојдовте. Нема проблем. Ќе дојдете пак. Да. Некојаш кога имате што и да било Во шестата сезона. за некаква промоција, ќе не барате. Оти ние сакаме исто и некојаш немаме време да покриваме и настани. Пример, правевте 30 Да, бе, да, години, дојдете ќе покриеме, ќе снимиме нешто, ќе објавиме. Можеме и пред концертот да, ама зовеш Ќе има. немаше емисија да. Да, Ќе во документно, лето добро, пред да. пауза. Не ни беше направено Да, уште да, се. Што и да е, тука сме ви стоиме на располагање и очекуваме нешто да слушниме, да извадите од фиоките исто и вие. Оти сите по пејачи по нешто чувате по фиоките Да, и не знам, не, го сега чекате може- моменто. Следната, ама да не се почудиме, може театарска представа да направиме сега. Кој знае ќе видите, ќе зборам, ќе мај. Ете, Ете, статистика така, дајме да. секундата, ќе не Да. знам. Обавезно. Ние игравме представи. Треба да во солзи Може. смеја да не букнете. Ами ние не сме Не сме, не, појде. не сме ние бојки. Ама зато ќе дојдеме во паркет. Книга и смеа. купете, јаде, усвари не знам сад дали ќе имам уште, усвари. Значи ти кога ќе имаш Ако, кажи, види, ќе сега си има- Ќе ми донесам поем привет. Следниот Не да тираж, ни да си купиме сака. Зашто сега има во мода е приордер. Значи Да. си плаќат, си ја нарачуват Слушај, пред да испечатиш. Има е момент со книгата, затоа што јас уствари фактички сум женет, сум со ќерка и сега ова е малце се застара една љубов. Затоа уствари намерно
премногу не промикај мене на Facebook, онака овака си така книгата. Така мислам, ја правам реклама, а не премногу, ти аз знам да не паднам во очи сада некој ќе рече тоа е сега пушира она. Или сега на насловната страна е со таа женската слика. Ич курда не те боли што ќе речат другите, доста ете. Не, јас не ме болева, се има некои разни други. Ем треба да си заработиш, ем треба луѓето да ја слушаат твојата приказна. Ама супер е приказната, така Приказната. да, значи приказната кој ќе ја прочита книга ќе свади дека е супер. Че таа ти дозволила, сигурно и жената ти дозволила. дозволено. Други, значи одеше на контрола пред да се. Да, бе, да. Се гледаме следниот пат. На нашите гледачи исто ќе ги поздравам и ќе му кажам дека ќе се видиме за една недела, а кумбата што ќе ви каже само тој се знае. Да не паничите пак така со статуси дека прекинувате, убаво че Симпсон тоа е само ќе си крајо, сам сиди. Не можам сега да легнем и речем умирам, готово. Да. И терајте дури можете и држете го духот. Го имате Тоа. Ништо тоа. Битола се горде на вас. Да, Ортома, кој ќе земиме тоа ќе ви кажа. Еве овде имам во висачо ми. Имаше ми човек бараде. Еве та скрепи. Кај Александар Туруџиев, кој ќе се Симпсон нема да го искрепи, или ама Сашо буримечка ќе возо. Само во такви случаи ако кажат дека за буримечка изгазени се некои луѓе или Тоа е крај. или Тоа ќе ви Ад крај. пазар, Ад пазар. Ад пазар кај Па таму кај што Туруџиев го беса и ние таму да се обеси го кој Ортома. Е да широчко е има употребничено правец. Да. Луѓе поздрав. Чао, чао. Чао. сите. чао.